Поднесено обвинение против уште едно лице за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Обвинителскиот тим кој постапува во предметот во врска со пожарот во кочанската дискотека Пулс денеска до Основниот кривичен суд Скопје поднесе обвинителен акт против уште едно лице за сторени тешки дела против општа сигурност. И овој обвинет се товари за сопствен особен придонес, бидејќи заедно со повеќе одговорни службени лица за кои веќе е поднесен обвинителен акт кој е веќе во фаза на оценка, како и со други засега непознати лица, не постапил според прописите и техничките правила за мерките за заштита и со тоа предизвикал опасност за животот и телото на луѓето, како и имотот од големи размери. Последниот обвинет во временски период од септември 2022 година до денот на пожарот во Скопје и Кочани како одговорно лице, реален сопственик на обвинето правно лице Друштво за обезбедување на имоти лица, заеднички со веќе обвинетиот управител, раководел со деловниот потфат и целокупното работење на Агенцијата за обезбедување. Тие, иако имале собственичка одговорност, не постапиле согласно член 3 од Законот за приватно обезбедување, со тоа што не презеле мерки и активности заради спречување откривање на штетни појави и противправни действија кои го загрозуваат телесниот интегритет и достоинство на личноста и имотот. Обезбедувањето го вршеле без да имаат склучено писмен договор за приватно физичко обезбедување со корисникот на услугата и без воопшто да водат грижа, контрола и надзор при исполнување на обврските на лицата кои вршеле обезбедување на имоти лица. На критичниот ден, тројца вработени во агенцијата со важички лиценци за приватно обезбедување и легитимации на обвинетото правно лице, како и еден обвинет без лиценца за вршење на работи на физичко обезбедување, биле задолжени да го обезбедуваат објектот во Кочани, без да утврдат претходна безбедносна проценка со проверка по однос на сигурносните услови на објектот, опасностите и можностите за евакуација во случај на опасност, без проверка на влезови излези нивна исправност во услови на преполнетост на капацитетот на посетители. При тоа спротивно на законските обврски. Правното лице не изготвило и не доставило план за обезбедување при одржување на јавен ред на настан од забавен карактер со присуство на поголем број на посетители и не биле ангажирани повеќе работници на обезбедување како што налагале условите во објектот. Вработените, распоредени од Агенцијата за обезбедување, не постапиле по одредбите од Закон за приватно обезбедување, не извршиле проверка на идентитетот и возраста на лицата при влез на објект што го обезбедувале и со тоа возможиле влез на деца, лица кои не наполниле 18 години и нивно присуство во објектот по полноќ. Не постапиле согласно законската обврска да извршат преглед на лица при влез во објект, што се обезбедува, а заради пронаоѓање предмети кои може да се користат заради уништување или оштетување на имотот, како и предизвикување опасност по живот, со што не го спречиле внесот и користењето на експлозивни материи, пиротехнички средства со кои